Почитувани граѓани, почитувани новинари. Христијан Мицковски денеска со нов обид да ги оспори успешните политики кои даваат резултати. Никола Груевски крадеше од граѓаните и од пензионерите, а Мицковски сака да го направи истото. Денес Мицковски е против раст на минималната плата и е против раст на пензиите. Денеска Мицковски излажа дека не само што пензиите не растат, туку тие се кратели. Тоа не е точно. Факт е дека во последните 2,5 години пензиите растат постојано и ќе продолжат да растат. Во 2020 година просечната пензија со последното покачување ќе изнесува околу 15.500 денари, или од доаѓањето на власт до почетокот на идната година просечната пензија расте за вкупно 1746 денари. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, за 2020 година предвиде покачување од 700 денари и дополнително усогласување од околу 200 денари, што значи дека пензиите ќе пораснат за околу 900 денари. Ако се врати стариот модел кој што го предлага Мицковски и ВМРО ДПМН, пензионерите ќе добијат зголемување од само 400 денари, што значи ВМРО ДПМН и Мицковски предлагаат за 500 денари пониска просечна пензија за 2020 година. Истовремено, моделот што денеска го предлага Мицковски, ВМРО ДПМН имаше можност да го применува додека беше на власт, но одлучуваше секоја година да им го оспори правото на законско зголемување на пензиите. Како пример, ќе наведеме 2016 година, кога адход паушалното зголемување го правеа на крајот на годината или поделено на 12 месеци, само 60 денари месечно. Ние, со покачувањето за цела година, даваме околу 10.000 денари или околу 850 денари месечно. Додека ВМРО ДПМН и Мицковски дрско манипулираат со граѓаните во врска со покачувањето на пензиите, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија покажа и докажа дека може да стабилизира пензиски систем и истовремено пензиите да продолжат да растат. Со пензиската реформа обезбедивме редовни и повисоки пензии за сегашните и идни генерации. Со неа започнува стабилизацијата на пензискиот фонд, каде токму лошите и неодговорни политики на ВМРО ДПМН оставија долг од 19 милиарди денари. Јасна е разликата помеѓу неодговорниот ресипнички пристап на ВМРО ДПМН и политиките на СДСМ кои обезбедуваат стабилен пензиски фонд и повисоки пензии. Го охрабруваме Мицковски да продолжи да ја чита програмата на СДСМ. На тој начин ќе има можност да научи како се работи домакински, одговорно и во интерес на државата и на граѓаните. Денеска Мицковски ја чита програмата, додека Мицковски ја чита програмата, ние како одговорна партија продолжуваме да работиме на реализација на мерките што обезбедуваат економски раст, повисоки плати и пензии и повеќе пари во секое семејство.